Добар ден од програмата Во Фокус на YouTube со Силвана Павловска. Се надевам дека сите сте добри. Денес ќе продолжиме со петиот дел од серијата програма посветена на македонската книжевност и историја. Делото на Димитар Митрев, насловено Пиринска Македонија. Ќе започнеме со првиот дел, бидејќи е прилично долго тоа четиво и би сакала да го поделам на 3 дела овој пат, за да можете да следите за тоа што сака да ни каже Димитар Митрев. Четивото се вика Серскиот револуционерен округ во младотурската револуција. Во историјата на македонското национално ослободително движење и воопшто во историјата на нашиот народ, младотурската револуција има значење на преломен револуционерен настан. Тоа значење со ништо не се изменува од фактот што таа буржоазиско-демократска револуција не беше доведена до крај. И таква како што беше, создаде услови на една квалитетно нова постановка на македонското прашање. Младотурската револуција од јули 1908 година беше резултат на незадржливото капиталистички незадржливото капиталистички развиток во Турција и која без прекин паѓаше во се поголема економска и политичка зависност од големите империалистички држави и кои гледаа на Турската империја како на објект за безогледна колонијална експлоатација. Европската трговија, која го урнуваше старото домашно производство на Турција и европските капитали, кои незадржливо навлегуваа во земјата, дојдоа да го подсилат зародувањето на крупната индустрија. Цела мрежа од банки беше распространета во сите поголеми градови од европска и азиска Турција. Се формира низа акционерски друштва, кои експлоатираа рудници, пристаништа и други предпријатија. Во Турција се засилуваше еден економски развиток, кој што внесуваше се посилни промени во тогашниот сооднос на општествените сили внатре во земјата, како и една парадикална промена во политичката положба на Турција. Одделните области се повеќе се заокруглуваа во една стопанска единица, иако дотогаш беа поврзани само политички, таму тие стануваа еден нераздвоен дел од општиот стопански организам на земјата. Заедно со тоа, постоењето на ослободителни движења на потиснатите националности, кои раздаснуваа се повеќе и беа една постојана опасност за размирици и бунтови, што се јавуваа како израз на недоволството од султанскиот апсолутизам, интензивно дејствуваше за револуционизирањето на земјата. Отпадната под влијанието на идеите на класичниот буржоазиски либерализам, патриотски и слободоумно настроената младотурска буржоазија, под притисок на револуционерната ситуација во земјата
и на незината економска и политичка зависност од големите империалистички сили, израсна како раководна општествена сила по чиешто водство беше извршниот јулски револуционерен преврат. Во декември 1907 година се одржа во Париз конгрес на представници од буржоазиско-демократските опозиционерски партии во Турција и на представници на некои ослободителни движења во земјата. На конгресот беа представени следните општествени групации: Друштвото Тереки, Прогрес, Турскиот комитет Итихад В. Тереки, Обединение и Прогрес, Арменската револуционерна организација Дрошак, Отоманското еврејско револуционерно друштво во Каиро, Друштвото на арапската младина, Арменското револуционерно друштво Хајреник и Египетскиот комитет Абди Османи. На конгресот беше поканета преку Христо Матов и внатрешната Македонска револуционерна организација. Но Матов во тоа време целосно премина во служба на антимакедонската политика на бугарскиот двор, па откажа да учествува на еден конгрес што имаше за задача да го разгледа прашањето за демократската преродба на Турција. Конгресот донесе важни решенија во врска со преземањето општа и решителна акција за воведување на земјата на демократски уставен режим. Извршен со успех, револуционерниот младотурски преврат воведе во Отоманската империја еден уставен демократски режим кој овозможуваше легална политичка борба на разните општествени групации во земјата. Тој режим беше навистина една крупна демократска придобивка и еден смел чекор напред по патот на демократизацијата и модернизирањето на Турција. При новосоздадената положба, гледиштето на сите револуционерни раководители во Македонија беше да се премине веднаш кон легализирање на ВМРО и да се бараат легални патишта за продолжување на борбата. Први во спроведувањето на тоа гледиште беа раководители на Серскиот револуционерен округ на чело со Сандански. Но серчани кои што доследно го спроведуваа земеното правилно гледиште, обогатени со опитот на долгогодишната револуционерна практика, беа решени со оглед на сите евентуалности да го пазат барутот сув, да ги држат револуционерните кадрови во положба на борбена готовност во случај на изненади. Тие и сега ја пројавуваа својата реалистичка предвидливост. Во моментот за нив беше основно расформирањето на Читничкиот институт и восприемањето на методот и тактиката на легалната политичка борба. Уште со самото легализирање на Серскиот револуционерен округ, неговите раководители излегоа пред младотурците со своји програмски барања, што беа прифатени од младотурскиот комитет. Потоа, серчани од името на својот округ објавија декларација во која, меѓу другото, се вели, цитирам: Револуционерната македонска ординска организација поради владеачкиот апсолутизам, поддржуван од султанот, кој што го правеше невозможно постоењето на секоја слободна идеја и социјална акција во границите на империјата, беше принудена да се бори и легално, да го организира народот и да ги проследува своите цели и проблеми. Бидејќи за еден момент се воведоа во империјата првите елементарни услови за една легална политичка акција, организацијата действува со легални жители. Но за да не се верува
дека организацијата со која своја акција го изменува одеднаш својот карактер, таа изјавува дека незините сили не се распуштени и дека е готова секој момент да го земе враце оружјето и да ја продолжи борбата во илегална форма. Но бидејќи македонско-одринската револуционерна организација има поголема желба да и тури за секогаш крај на крвавата граѓанска и политичка борба во Отоманската империја, изјавува дека е готова да се реорганизира и трансформира од една конспиративна и борбена организација во законита политичка формација. Но како гаранција за тие своји барања, таа настојува новата политичка ситуација да ги изградува преку слободни политички избори, сите услови за слободното пројавување на политичките борби и за организирањето на граѓанските и политичките акции без секакви пречки. Македонско-ординската организација изјавува дека е готова да прими секаква помош и подкрепа на секоја друга револуционерна организација во самата империја, без да води сметка за принципиелните разлики или историска омраза, при услов нивните акции да бидат со цел да се придобијат гаранции без кои што не е возможно да постои еден уставен демократски режим, единствено способен да воведе мир и ред во империјата и да го осигура развитокот на нациите. Крај на цитатот. Условите создадени по младотурската револуција разоткрија пред Серчани една навистина нова перспектива во реализирањето на основните барања од борбата што ја водеше македонскиот народ во текот на неколку децении. При ново создадената положба, Сандански се покажа одново како реалистичен политичар и како доследен револуционерен демократ. Тој побара сојуз со младотурците, но во името на една општа борба за докрајно уривање на турската феудална реакција и на апсолутизмот. Требаше да се искористат до максимум условите на легалната политичка борба. Требаше да се работи за закрепнувањето на уставниот демократски режим и преку тоа за излезните позиции кон полното ослободување на македонскиот народ. Решени да преминат во легалност, Сандански и неговите другари влегоа во Солун. Легендарниот пирински цар, посретнат со бурна радост од слободолюбивото солунско граѓанство, го објави својот историски манифест кон сите народности во Турската империја, во кој, меѓу другото, се вели. Цитирам: "Нашата намачена татковина е преродена. Срамниот апсолутизам е во агонија. Против него востана сиот народ во лицето на сите нации што го составуваат. Револуционерниот повик на нашата братска младотурска револуционерна организација најде на радосен одглас во душата на толку намачениот народ. И народот роб стана господар. И неговата свештена пресуда е смрт на апсолутизмот, смрт на угнетувачите. Денешниот момент е велик. Во него ќе се реши големото прашање, да биде или да не биде нашиот народ. Кој ќе биде победникот? Тоа зависи исклучиво од вас, од вашата волја и готовност да умирате за слободата. И дали граѓани кои веќе вкусивте од благите плодови на слободата, ќе се поколебате да ја исполните својата пресуда и да го закопате злочинечкиот апсолутизам." Крај на цитатот. Обраќајќи се до турскиот народ, Сандански вели во манифестот следното, цитирам: "Вие го составувате огромното мнозинство од народот, но заедно со тоа, вие најмногу ги чувствувате сите злочини на општите непријатели. Во своето турско царство,
вие не бевте помалку робови од вашите сочественици, христијаните. Вашите управници ве лажеа досега дека христијаните биле ваши непријатели. Сега вие разбравте кои се ваши браќа и кои непријатели. Вие први влеговте во борбата за слобода и равноправност. Заедно со вас се сите да живее започнатата борба против тиранијата, да живее целокупниот народ. Крај на цитатот на Сандански во манифестот. Кон христијанските народности Сандански се обрати со следните зборови, цитирам: И вие бевте не помалку заблудувани и верувавте дека вашите маки произлегуваат од тиранијата на целиот турски народ. И таа заблуда падна. Сега вие си подадовте братски рака и само со тој сојуз вие ќе ја извојувате толку очекуваната досега и скапо платена слобода. Зацврстувајте го тој сојуз. Нека ги закопаме заедно со апсолутизмот и создадените од него само истребувачки борби. Крај на цитатот на Сандански во обраќањето кон христијанските народности. Обраќајќи се кон македонските маси, Сандански го вели следното. Цитирам: Вие кои што дадовте толку скапи жртви пред олтарот на слободата, можете радосно да здивнете. Сега вие не сте сами. Ете зошто вашата борба станува уште понадежна и полесна. Со општи усилби на сите народности, ние ќе извојуваме полна слобода. Не им се подавајте на злосторните агитации, кои што можеби ќе се поведат од официјалните власти во Бугарија, против нашата здружена борба со турскиот народ и неговата интелигенција, која се стреми кон слобода. Крај на цитатот на Сандански. Манифестот на Сандански представува вистински апел за сплотување на сите народности во Турција и за доизведување на младотурското револуционерно дело до крај. Толку позначаен е тој апел, што не се задоволува само со извојуваните придобивки, а повикува кон понатамошна борба за докрајно ликвидирање на злочинечкиот апсолутизам. Народите на Турција не требаше да се залажуваат дека е се и најсреќно завршено. Сандански ја согледуваше опасноста од конзервативната умереност на младотурците, кои место да водат напред, почнаа да теглат назад. Сремејки се да ги запази своите класни интереси, младотурската управувачка партија Union и Прогрес, која ја обединуваше турската крупна и средна буржоазија, се стремеше кон запазување за себе колку се може по широки позиции на местниот пазар, поголем достап до власта и до државните средства. Незините интереси беа еднакви и со тие на земјовладеачката аристократија, која исто така беше за умерен либерализам, кој што единствено можеше да ја го гарантира запазувањето на незините економски позиции против експлоатираните од неа селски маси. Заедно со тоа, младотурската буржоазија се плашеше од зајакнувањето и од омасовувањето на работничкото движење во земјата, а кое што се повеќе се засилуваше во резултат на големиот индустријски полет по револуцијата. На работничкото движење младотурците гледаа како и на свој најопасен противник. Умереноста на младотурската буржоазија им одеше во прилог најмногу на големите империалистички држави, кои исто така се плашеа од задлобочувањето на револуцијата, зашто имаа интерес од една слаба, од една полумодернизирана Турција, кој можеше како таква
полесно да биде користена за експорт и странскиот капитал и за неговото господарење на незините пазари. Аклиматизираниот странски капитал затоа не го сакаше и започнатото веднаш по револуцијата демократско уредување на земјата. Тој се плашеше од евентуално отцепување на некои области од Турција и воопшто се плашеше од одгласот на младотурската револуција во сите балкански земји. За него беше достапно, тоест извршувањето само на известни површни реформи, што не би му пречеле на неговото економско командување. Имајќи ги во предвид тие интереси на империализмот, Ленин вели: сите се плашат од успехот на младотурската револуција, зашто тој успех би го означил неизбежно развитокот на стремежот кон автономија и вистинска демократија во сите балкански народи, рекол Ленин. Пак во врска со тоа, Ленин вели, цитирам: тие, империалистите, ги фалат младотурците за нивната умереност и здржаност, тоест ја фалат младотурската револуција, зашто е таа слаба, зашто не ги разбудува народните низини, не предизвикува вистинска самостојност на масите, зашто е таа непријателска на пролетерската борба што започнува во Отоманската империја. И истото продолжува да ја ограбува Турција како порано. Ја фала зашто може по стариот начин да се продолжи со ограбувањето на турските владенија. Крај на цитатот на Ленин. Заклучени во тесните кругови на својата конзервативна умереност, младотурците се најдоа бесилни да се справат со двете основни и неразрешени прашања, што беа најтешкиот остаток од средновековниот азијатски феудализам, аграрното и националното. Оценувајќи ја судбоносната важност на тие две прашања, заедно со усилбите за консолидација на воведениот уставен демократски режим, дејците од бившиот Серски округ ја управија својата легална политичка дејност по линијата на системна борба за извршување на длабока демократизација во економскиот и политичкиот живот на млада Турција. Серчани сфаќаат дека ново создадените услови бараат една нова постановка на националното прашање, а која се условуваше пред се од потребата од запазување целоста на млада Турција. Националното прашање веќе не може да се разрешува по патот на укинувањето на одделни области, а во посоката на внатрешни демократски револуционерни реформи. Националното прашање се повеќе прераснуваше во прашање за извршување на такви внатрешни промени во државниот и општествениот ред, кои ќе направат невозможна господарствената положба на една националност на друга, користењето на државните средства и блага од една националност против другите, со еден збор промени што ќе гарантираат по возможност најполна равноправност меѓу нациите и погодни услови за нормалниот развиток на сите нации. Од тука националното прашање во моментот зависеше пред се од извршувањето на аграрната реформа, од ограничувањето на експлоататорските сили. Природно е што во новата постановка на националното прашање, овие начини на борба и оние средства што можеа да бидат целосообразни пред револуцијата, сега се јавуваа како директно штетни за правилното и брзо разрешавање на тоа прашање. Штом националното прашање беше во основата прашање за демократизација на земјата, тогаш како најважна задача се јавуваше организирањето и обединувањето на демократските сили
кои да разраснат до таква степен што да го тласнат реформираното дело кон побрз развиток и да го наложат преку тоа неговото најправилно разрешување. При националното шаренило што постоеше во империјата, демократските сили можеа да се организираат најуспешно во партии, што ќе застанат врз базата на федеративното уредување на Турција и кои ќе се подпираат врз револуционерните и демократски слоеви од сите националности. Од тоа единствено спасоносно гледиште во моментот како реакционерни се јавуваа сите оние влијанија, без разлика од каде доаѓа, и кои му пречеа на организирањето на општествените и демократски сили, било преку подржувањето и создавањето караници и недоверби меѓу националистите, било преку компрометирањето на уставниот демократски режим со искуствено создавање на недоволство пред масите или сред масите. Такво беше гледиштето на серските револуционери и тие, подкрепени од Делчевите следбеници и пред се од социјалистите во внатрешната организација, мина кон политичко организирање на демократските сили во Македонија. Откако младотурските војни групации и револуционерни македонски одреди, што беа предводени од Сандански, Паница и Чернопеев, го задушија контрареволуционерниот преврат на реакционерните елементи на чело со Султан Абдулхамид во август 1909 година, започна формирањето на Народната федеративна партија. На основачкиот конгрес на таа партија беше постигнато обединување на сите револуционерни и демократски сили на бившата ВМРО врз базата на легална борба. Врната власт во програмата на Федеративната партија, изгласана на Конгресот, беа поставени следните главни барања. Првин, врвната власт му припаѓа на народот. Ревизија на уставот врз базата на народниот суверенитет. Премавнување на сите национални и класни привилегии и право на секоја националност слободно да се организира и самоупределува. Областна и општинска самоуправа за области се земаат Македонија, Албанија, Арменија, Арабија и други. Второ, снабдување безимотното чифлигарско население со земја, земена од земјовладелците, коренита промена на даночниот систем врз основа на прогресивно подоходното оданочување. Трето, бесплатно задолжително основно образование, полна слобода на образованието и рамноправност на сите училишта од еден и ист вид, основното и средно образование да станува на мајчин јазик, со изучување и на официјалниот јазик, турскиот всушност, во средните училишта. Управата на националните училишта им се доверува на областни училишни совети, чии што членови се избираат од нациите. Распределувањето на буџетот за народната просвета пропорционално со бројноста на нациите. Четврто, коренита реорганизација на судовите, воведување на институтот судски заседатели во сите углавни политички дела и дела по печатот, премавнување смртната казна, бесплатна заштита на сиромашните и ослободување од секакви мита и разноски.
5. Создавање Министерство за трудот, законско организирање и заштита на трудот. 6. Однос на војската, создавање на милиционерски систем врз базата на еднаква воена обврска за сите националности без разлика на религијата. 7. По однос на надворешната политика, партијата ќе се бори за остварување на идејата за Источна федерација. Основачкиот конгрес на Федеративна партија излезе и со декларација во која се изнесуваат основните барања, политичката линија и тактиката на партијата. Цитирам: излегувајќи од интересите на работните маси на народот, Основачкиот конгрес на Народната Федеративна партија го издига следното најважно раководно начело: организирање на работните маси на народот во името на нивните поблиски и подалечни интереси, против монархизмот, национализмот и против паразитските експлоататорски слоеви, против денешната уставна реакција, која што е поддржувана од самата организација Union и Прогрес, како и од сепаратизмот на уставните националистички клубови, издигање на општо отоманско демократско знаме против знамето на националниот сепаратизам. Така како што се страните интереси на представеното население во Конгресот совпаѓаат со општите сестрани интереси на работните народни маси, кои се интереси на демократијата. НФП преку својот конгрес восприема програма од такви барања што може да бидат барања на работните маси на народот без разлика на националност. По прашањето што најмногу ги разединува прогресивните сили од разните националности, националното прашање ФНП преку својот конгрес восприема програма од такви барања, кои можат да бидат барања на работните маси на народот и постава, како по сите други прашања, барања кои што се еднакво прифатливи за сите национални елементи. Националното прашање за НФП не е прашање за запазување на нееднаквоста и за демократски поредок, за гарантирање максимална можност за слободни пројави, развиток и на најмалите национални малцинства. Додека партиите што се борат за национална превласт се организираат под знамето на националниот сепаратизам и се стремат да ги групираат сите елементи од својата нација против другите нации. НФП ја постава својата организација врз интернационална основа. Незините крајни барања по национално прашање се ништо друго освен општи крајни барања на демократизмот. Гарантирање најполно пројавување на секоја нација во општината, во санџакот, во вилаетот, во областа. Со оглед на тешкотиите што ги среќава општата партиска организација во нееднаквоста на јазикот, во културните особености и постоењето, покрај општите услови за борба и на специјални за секоја нација, НФП го восприема принципот на федеративноста, кој што го постава за основа на својата организација. Единство на партијата ќе биде реализирано во општо централно биро и општа каса на националните секции. Со оглед на тоа што нашата земја, како и соседните земји, имаат наложителен интерес да им се протистават на империалистичките стремежи на великите сили, особено на Австро-Унгарија и Русија, а тоа е возможно само кога ќе се федерираат. НФП ја издига паролата за Источна федерација. На крајот, Основачкиот конгрес изјавува дека НФП, која издига ново знаме, која се организира врз базата на нов политичко-општествен мироглед, која има револуционерна мисија во општеството, може да се организира и да расте само во принципот на
непомирлива борба со конзервативните сили и влијанија. Тоа е крај на цитатот. Со таква програма и со таква генерална политичка линија, Народната федеративна партија, во која основното раководно јадро всушност беше групата на серските револуционери, предводена од Сандански, стана изразител на најбитните интереси на нашиот и на сите потиснати народи во Турција. Незиното револуционерно демократско значење се определува најмногу од тоа што таа во условите на младотурскиот режим израсна како една сосем нова по организационен облик, по принципиелна насоченост и идејна конкретност етапа од развитокот на нашето национално ослободително движење. Борбата за изведувањето до крај на започнатата буржуаско-демократска револуција, за разрешувањето на националното прашање и за запазувањето целоста на Турција врз базата на незиното федерирање, беше најсуштинската револуционерна потреба на моментот. Тоа што прогласените во програмата на НФП акциони барања во целост остана неразрешени, причината е токму во половичноста на младотурската буржуазија, која се задоволуваше само со нецелосни уставни реформи. Но програмата и декларацијата на НФП, колку и правилни и навремени барања да поставува, не би биле од такво историско значење ако незините создатели не преминаа кон директни акции за нивното остварување. Во тој однос, серските револуционери без остаток ги посветија своите сили. Реалистички политичари во времето на оружената борба, секогаш во директен контакт со народот, тие и сега го пројавија својот здрав политички рефлекс. Тие знаеа дека реализирањето на поставените барања не може да стане одеднаш и дека тоа не зависи само од нив. И токму затоа преминаа кон разрешување од први на најболното прашање, аграрното. Нека со тоа ќе го завршиме првиот дел од петиот во продолжение. Значи, ќе ни преостанат уште два дела од ова четиво, наречено Серскиот револуционерен округ во младотурската револуција. Се надевам дека нешто научивме од сето ова, за кое ни пишува Димитар Митрев и неговото дело Пиринска Македонија. Јас ви благодарам за вашето внимание и се надевам дека ќе ми се придружите следниот пат, после 2 дена. До гледање од Силвана Павловска и програмата Во Фокус. Се најдобро!